Одраз, месечен подкаст со едно прашање разгледано од повеќе аспекти и еден заклучок. Некако врежено во сеќавањето ми остана една гледка од едно патување пред 10 години. Се враќавме од Бугарија и некаде од спуштањето од граничниот премин Деве Баир кон Крива Паланка, па и понатаму. Лево и десно од патот имаше огнови по полињата. Се стемнуваше и огновите личеа како да се вози низ некој вулкан, а чадот го прекриваше патот, па видливоста беше прилично мала на некој места. Мислевме дека е некој шумски пожар, но потоа кога погледнавме од едно почисто место свативме дека тоа е чад и оган од десетици запалени стрништа по нивите. Да појасниме, стрништата се купчиња од отпадоци од нивите и овоштарниците, односно гранки, сено, трева, плевели, корови, остатоци од плодови, од кои земјоделците пред да почне сезоната ја расчистуваат земјата за ново садење. Сега тоа е долгогодишна и очигледно повеќе генерацијска пракса и можеме да кажеме и закоравена во Македонија. Но резултатите од неа често се па прилично лоши и штетни. Да почнеме од тоа што секоја година некој од овие огнови по нивите со ветар се оттргнува од контрола и зафаќа околни површини, па често и шума. Така годинава во март и април, што е прилично рано за сезоната на шумски пожари, веќе беа ангажирани пожарникарите и хеликоптери и авиони да гасат токму шумски пожари започнати од палење на стрништа. Во период кога вообичаено во овој дел од годината се топи снегот по планините, сега гореше шума, па дури и во националниот парк Шар-планина. Предпоставката е дека огнот почнал од земјоделски површини. Во Прилепско дури и загине еден човек во ваков пожар, почнат од стрниште, а се предпоставува дека можеби тој бил вклучен во неговото подметнување. Тука секако треба да се додаде и факторот климатски промени, поради кои врнежите се намалуваат, температурата во овој дел од годината е повисока, а земјиштето и шумите се посуви, па се поподложни лесно да ги зафати оган. Затоа во овој подкаст со неколку соговорници разговаравме баш за оваа пракса кај нашите земјоделци која никако да се искорени. Со Татјана Миткова, професорка од земјоделски факултет и експерт за почви, зборувавме како палењето на стрништата влијае на квалитетот на почвата. Со Валентин Захариев, виш советник во Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството од Кочани, како влијаеле досегашните кампањи за подигнување на свесноста на земјоделците. И со Горен Јовановски, советник во град Скопје од граѓанската иницијатива Зелен хуман град, за каков беше резултатот и каде исчезна акцијата на градот за собирање на земјоделските отпадоци за да се спречи нивно палење. Професорката Миткова ја прашавме прво зошто ова воопшто се прави. Они го прават по мене како резултат на тоа што сакаат да ги расчистат површините, нормално, од остатоците од претходната култура и евентуално од сламата, за да ги подготват површините за следна култура, тоа е една од работите. Понатаму второ, во кое што исто така мислам дека они веруваат и до некаде можеби да кажам дека е оправдано, е дека со тоа се уништуваат плевелите. Да, има тука вистина, но по мене и по мислење на многу други стручњаци, тоа може да биде дозволено во момент кога се работи за некои опасни плевели, како што е да речеме Коскута специјас. Тогаш и се препорачува на вистина да се палат стрништата. Тоа е една како плевел, како пајажина лака, како фиде. Тоа е, мислам, Коскута специјас, да. Или па може да се јава, да речеме, некои болести кај растенијата кои што се опасни. И исто така, во тој момент би можело да се препорача палење, или пак да се појават полски глувци или некои други штетни инсекти, штеточини, кои навистина може да направат проблем. Но во друг случај, навистина, ако мене ме прашате, јас сум против палење на стрништа. И уште едно верување постои кај народот, затоа што со согорување, значи со палењето на стрништата, тој растителен материјал се претвара во пепел, а знаеме ние дека во пепелот има и одредени елементи, значи со кои што они мислат дека преку тоа може да ја збогатат почвата со одредени елементите. Тоа е мое размислување. Следното прашање секако е како палењето на стрништата во суштина влијае на почвата, односно дали широко распространетото верување на земјоделците држи вода. Миткова вели дека влијанието е токму спротивно и сериозно ако се има предвид дека почвата е исто така многу важен и ограничен ресурс кој се создавал природно со илјадници години и кој тешко се обновува. Со повеќе начини на деградација и
За жал, тука многу малку е направено кога ќе се збори за почвата како дел од екосистемот, како компонента на животната средина. Многу повеќе има јавна свест развиено кај луѓето за воздухот, за водата, но некако кај почвата јавната свест е на многу ниско ниво. Се уште верувам дека многу од нас ја доживуваат како една прљавштина на чевлите, почвата. А таа во суштина е од суштинско значење за опстанокот на човештвото. Таа е основа за земјоделско производство. Значи на неа се одгледуваат растенијата. Од многуте функции кои што таа ги има ќе издвојам најбитната, значи производство на храна, на биомаса. На вистина овој ресурс треба да се пази, да се внимава на него, да се запознае, а конкретно за палењето на старништата доведува до деградација. Почвата е изложена на серија од закани и притисоци. Тука сакам да споменам дека од некаде 7-8 признаени од Европската унија закани или притисоци на почвата, дури 6 се причина од земјоделски активности. Значи, земјоделците имаат огромна улога во заштита на почвата. А што огнот конкретно и прави на почвата? Конкретно поврзано со спалување на старништата е намалување на органската материја во почвата, значи преку горење и уништување на незиниот биодиверзитет. Значи, тука се уништуваат оние најмали, најситни организми кои што со голо око не можеме да ги забележиме. Тоа се микроорганизмите, а тие пак имаат суштинска улога во почвата. Значи, за сите нејзини процеси во почвата, за сите нејзини својства, за исхраната на растенијата. Без активност на микроорганизмите не би можеле да објасниме образување на органска материја и на хумус во почвата во процес на хумификација. Не би можеле да замислиме пак трансформација сега на истата таа органска материја до крајни минерални продукти, значи ањони и катиони на повеќе елементи кои што растенијата понатаму од почвениот раствор ги земаат и ги користат за своја исхрана, што значи она мало, така наречено биолошко кружно движење во природата исклучиво е како резултат нели на голема улога на микроорганизмите што го имаат во таа насока. Валентин Захариев пренесува слично искуство од Кочанскиот крај, кој е познат по оваа пракса. Тој заедно со локалните земјоделски здруженија водеа кампања за едукација на земјоделците околу палењето на стрништата и ја дополнува сликата за последиците. Вели, ако се измерат придобивките и штетите, натежнува второто. Но сега што се случува? Ова ваквото нивно мислење одамна е напуштено во другите поразвиени земји, бидејќи ако ставиме на вага што добиваме со палењето и што губиме, разликата во губитокот е многу поголема отколку она што можеме да го добиеме. Значи, на тоа веќе таа пракса е напуштена, практично расипништво, бидејќи се изгорува голема количина на органска материја, која што може да послужи за храна и енергија на микро и макроорганизмите во почвата и кои еден дел ќе преобрзат до елементи и соединенија за сопствена храна и плюс остатокот се формира во хумус. Значи, тие ја палат бидејќи им е полесно да го фрлат кибритот и готово, отколку ако ја заоруваат, ќе имат веќе трошоци. За да ги избегнат тие трошоци, тие се одлучуваат на тој чекор да ја запалат сламата. Но, еве сега да кажеме, бидејќи има разлика помеѓу остатоците сламата од пшеница и јачмен и сламата од орис. Сламата од орис е многу поспецифична и можеби тука има тие некое оправдание зошто ја палат, бидејќи сламата од орис многу потешко се распаѓа, бидејќи таа има специфичен состав и поголем процент на лигнин и силициум, кои што многу тешко се разградуваат и е потребно подолго време за да изгнијат по природен пат. И ова создава многу проблем при обработката на почвата и земјоделците нели се решаваат на тоа да ја запалат сламата. Меѓутоа, како што вели тој, во процесот се гори и другата слама, односно онаа која лесно може да се обработи. Професорката Татјана пак вели дека откако земјоделците со палењето на стрништата ќе ја спалат и почвата, потоа за да се врати дел од хранливоста мора да се внесуваат минерално или шталско ѓубриво, но тоа се нови трошоци. А што би требало да се прави за да се расчити земјиштето за ново садење, а при тоа да не се пали? Двајцата соговорници велат дека има начини како, например, заорување на земјиштето.
тргнуваме од оној момент кога тоа го прават заради уништување на плевели. Јас ќе кажам, една од мерките за да може да дојде до уништување на плевели, а да не се пали стрниште, е со заорување на стрништата. Значи, со заорување што се постигнува? Некои од семињата плевели од претходната култура, со заорување се провоцираат, значи ќе поникнат и понатаму со обработка на почвата, дали ќе биде, да речеме, подлабока обработка или некој друг начин на обработка, се уништуваат таквите плевели или понатаму може да се третираат со контактни хербициди, така натаму и тоа да се елиминира. Или, например, сламата, која што се остава на земјоделските површини, може да ја собираат, да ја балираат, во неа да додаваат уреа, па понатаму таа да представува сточна храна, нели. Некаде се прави да сламата се користи за правење на брикети, за горење. Ете, уште еден момент. Од сламата може да се прави и компост, значи да се користи понатаму и за ѓубрење, значи има многу начини како тоа да го направат, а да се избегне ова палење. Захариев пак објаснува дека со неодамнешниот проект за едукација на земјоделците била предвидена и друга интересна работа, а тоа е со сламата да се прочистува вода. Идејата беше, пошто кај нас во близината тука во село Мојанци се направи една пречистителна станица, каде што се собираат сите отпадни води, се пречистуваат и така продолжуваат натаму. Идејата беше да се собере сламата, која ќе се користи како еден вид тампон зона или преку која што водата ќе поминува, ќе се филтрира и со самото тоа, потоа ќе се произведе компост од таа слама. Тој компост потоа да се дава на земјоделците за да биде во корист на нив, за да си го расфрлат по своите површини, да зголемат хранливоста на почвата и да се најде едно решение како таа слама да не се пали, туку да се искористи во едни добри цели. Идејата беше добро замислена. Овде учествуваше и Швајцарска агенција за развој. Проектот добро помина, ние нашата улога на советодавна служба на информирање, на едукација на земјоделците ја завршивме, да кажам, многу добро. И сега таа сепак функционира станица, сепак се произведува компост, но најавите беа дека целата слама ќе се собере и ќе се користи. Но тоа некако не испадна баш така. И сега овие иницијативи, иако изгледаат логични, едноставни, потребни, сепак имаат и пречки. Оправдување може да најдам и ке некои што нели за сето ова треба и можеби средства и механизација. Некои од земјоделците не располагаат со механизација, затоа што за ова што кажував е потребно нели тоа се специјални машини кои што ја балираат сламата, нели така натаму и така натаму. Меѓутоа и за тоа постои решение. Земјоделците еве сега треба да додат во насока на здружување. Тоа е повторно актуелно, така да на тој начин ќе си помагаат преку субвенциите што се даваат, нели се даваат многу субвенции во земјоделското производство за механизација и за така натаму, значи тоа може да се искористи. Често проблем може да биде и логистичкиот аспект на работите, како на пример недоволен број на инспектори кои би казнувале за палењето, бидејќи тоа е казниво со закон, но и слабата подготвеност на локалните институции и предпријатија да воспостават ефикасен систем откако на пример ќе заврши одреден проект кој, како што е често случај, е финансиран од меѓународни институции, како тој да продолжи. Така, например, е случајот со Кочанско. Што беше проблемот? Не знам дали не се добро договорија комуналното јавно предпријатие, кој што требаше да собира сламата, со земјоделците на кој начин, како да се собира, дали тие не набавија добри машини, балирачки, оние големите ротобалирачки. Не знам, не навлегувам во тоа, но сепак продолжува проблемот со палење. Иницијативите се добри, добро почнати и на крајот некаде заглават. Не знам од кои причини, како и зошто, но проблемот е тоа што никогаш до крај не се истераат работите. И пак да кажам, палењето е многу штетна и опасна работа, бидејќи не е само таа штетата. Штетата е многу поголема, бидејќи со тоа палење се губи голема количина на азот во почвата. А азотот, бидејќи тоа е инертен газ, тој не согорува, туку тој испарува и потоа преку формирање на оние кисели дождови кои што паѓаат, нанесуваат огромни штети и во почвата, и врз луѓето, и врз животинскиот, растителниот свет. Значи тоа многу тешко земјоделците можат да го сватат, бидејќи тоа е многу поголема штета, на самите себе си нанесува штета. Покрај тоа што може пожарот
да изгуби контрола и да преде на некои други објекти во околината. Потоа може кај на себе, например, во полињата Сорис имат прекрасни птици. Овде е големата бела чапја, сивата чапља, потоа голем број на разновидни патки, на кои што им се уништуваат леглата и живеелиштата при палење на овие страништа. Исто така има и полски птици разновидни на кои што и на тие им се уништуваат леглата и живеелиштата, така што се загрозува целата околина, целиот жив свет. Тоа што го вели Захариев дека некои работи ќе се започнат добро и не се дотеруваат до крај, како што треба. Може да се каже и за случајот со град Скопје. Градот пред 4-5 години, за да го спречи палењето на стрништата и со тоа да се намали ризикот од пожари и загадувањето на воздухот, почна акција на бесплатно собирање на земјоделскиот отпад во Скопскиот регион. Тоа беше придружено со бесплатен телефонски број на кој земјоделците може да се пријават и со кампања со брошури и летоци во кои се објаснуваат придобивките од ова. Акцијата траеше 2-3 години, но потоа како да исчезна, а на телефонскиот број кој беше за оваа намена денеска никој не се јавува. Затоа го прашавме советникот Горијан Јовановски, кој е и активист за чист воздух, дали има информации за тоа што се случи со оваа акција и дали има информации кои биле нејзините ефекти. Колку што јас знам, не. Значи нема информација стигната до нас, го нема ова во програмите кои што се доставуваат, а јас лично немам видено. Посебно ова ако спаѓа и нормално спаѓа во делот на заштита на животната средина и посебно заштита на воздухот, бидејќи се спалуваат трништа, тоа не е вклучено во програмите кои што нам ни се доставуваат како советници за да ги гледаме и за да ги гласаме, тоест да не ги гласаме, не ги поддржуваме токму поради големи утки во тие програми. Така што да, се сеќавам, мислам јас не бев во претходниот мандат советник, но се сеќавам дека постоеше таква програма и мислам тоа беше и супер actually cool програма доколку функционираше, тоа не знам до кој степен и како било, но идејата и замислата е добра. Криво е што таа идеја не е продолжена и понатаму и криво е што немаме свест кај сите оние кои што ги палат стрништата дека не треба тоа да прават, бидејќи прво и најглавно сами себе се загадуваат таму каде што се и самата почва ја загадува таму каде што се, така што производот што излегува од нивната почва е уште полош. Но кратко се уште немаме таква програма, барем јас немам видено. Со слична судбина, барем засега, има и иницијативата на Зелен хуман град за нешто што изгледа прилично сродно на акцијата за собирање на земјоделскиот отпад, а тоа е отворањето на компостари во градот, со кои, како што земјоделците би требало да се навикнат да го користат земјоделскиот отпад, така и граѓаните во градот би требало да се научат да го делат органскиот отпад и да го компостираат, наместо да се полнат депониите со него. Душата ме боли за таа иницијатива, значи мислам дека устава пена ни фати колку веќе и од претходниот мандат и сега трубиме на темава да се набават и постават компостари барем една во секоја општина, за да почнеме ние како граѓани да може да компостираме наш биоотпад и да се навикнеме дека 60-70% од отпадот кој што завршува на депонии во Дрисла е органски отпад. После толку време и молење и убедување и пропаднати акции со донирани компостари кои што требаше да се постават, па не беа прифатени, па се не може да се договорат градоначалниците на кое место да постават. Мислам имаше општи хаос на таа тема. Имавме донирани компостари? Значи беа пронајдени донирани компостари кои што една барем кој што можеше да се постави, но и таа не се постави, се плаќа, се сеќавам и тие што ја најдоа како донација преку мама органа, се плаќаше и пенали на таа тема и на крај едноставно се реалоцираше, мислам дури и надвор од државата, за жал, таа компостара. После толку време град Скопје набави 2 наместо 10 еве, да речеме 2, дека се почнало од него компостари кои што беа поставени една во Зоолошка, една во паркови Зеленило, кои што всушност е една до друга, што паркови Зеленило за Трибека, а Зоолошка е одма до Трибека, што е чудно, но во ред. Јас се обидов еднаш кога ни беше кажано дека се поставени компостарите да појдам, не ги најдов компостарите, па испадна дека не биле се уште поставени. Вториот пат кога појдов, беа поставени, но беа буквално запуштени. Немаше човек, немаше начин за опаство за работа, не знаев што да правам со отпадот кој што го носев со себе, едноставно си се вратив назад и отпадот го фрлив во контейнер. Идејата на тие компостари беше да се научиме ние како граѓани да го компостираме нашиот биоотпад, да почне и да имаме можност каде да го правиме тоа, посебно оние кои што живеат во згради, немаат сопствен двор, па да речем ќе си направам моја мала биокомпостара во дворот. За жал, испадна дека е уште еден од тие ради реда проекти кои што се прават, само колку да се сликаме, да направиме некој си пиар и после да искочи дека не се во функција. Професорката Миткова заклучува дека иако се гордееме со земјоделството и со вкусните производи, сепак треба да имаме предвид дека ваквото земјиште во суштина во нашата држава го има прилично малку. Мораме да бидеме внимателни, значи ние сите знаеме дека нашата земја е во суштина планинска земја.
ако ја гледаме територијата на Македонија, значи 2/3 се планини, 1/3 се котлини. Па да кажем од таа цела територија што ја имаме на располагање, некаде 50% е земјоделско земјиште, меѓутоа во тие 50% повеќе се пасишта. Значи само 20% се обработливи површини, тоа е многу малку. Значи ние немаме нешто да се луксузираме. И во тие 20% сега ако навлезам уште подлабоко, па колку припаѓаат на оние првите две категории кои што се најплодни, нели, површини, тоа е само 8%. Замислете. И тоа постојано кажувам и на студентите им кажувам, ако имаме толку ограничен простор, точно е дека можеме да произведеме повеќе, но како? Со користење на квалитетен семенски материјал, со примена на добра земјоделска пракса, значи правилна агротехника и со рационално и одржливо искористување на почвените ресурси. Само да ве потсетам, еве и за слушателите кои што ќе го слушаат ова, дека после океаните, значи почвата е најголемиот копнен ресурс на јаглерод, кој што всушност е инкорпориран во органската материја. А јаглеродот е еден од стакленичките гасови кој што е причина за климатските промени. Така да почвата има огромна улога за климатските промени. И нејзината деградација преку губење на органската материја е всушност и причина за климатските промени. Тоа е се поврзано, значи на планетава, на земјата се е поврзано. Едно ако направите, тоа е како еден воз, нели, на домино ефект.